Добро вечер. Вонредна политичка анализа, последна за ова, 2025 година, еден ден пред прославата или еден и пол ден пред новата година. Следната анализа ќе биде еден и пол ден пред Божик, па следната анализа ќе биде еден ден пред стара или православна нова година или Василица, што ќе рече дека ова сезона поминуваме на зелено. Еден или два дена пред истекот на рокот поминуваме постојано на зелено, што ќе рече дека Панче Точковски не може да не фати дека поминуваме на жолто или поминуваме на црвено, иако се обиде или се обидува преку еден адвокат аматер од Велес да ми покрени некој судски процес, меѓутоа ќе го изедиме за марен дека како што го правиме и во изминатите 2 или 3 години. Значи, последна политичка анализа, што човек да ви порача, освен да ја парафразира италијанската премиерка, која им порача на своите сонародници или на своите сопартици, дека ако 2025 година била лоша, да не се секира, да не се плашат, само да се одморат, бидејќи 2026 година ќе биде уште полоша. Како што стојат сега работите во Република Македонија, 2026 година ќе биде година или на отрезнување, или година кога во една точка ќе бидат споени може не сите лаги, туку сите промашувања кои македонската јавност, македонскиот народ, македонска држава ги има направено изминатите неколку или изминатите 33-34 години. Ќе биде година, можеби, ќе биде една, дали 2026 или 2027 година, година на отрезнување, кога ќе почнеме да гледаме дека никој нешто посебно не се интересира за нас, никој нешто посебно не притиска, никој нешто посебно не бара од нас. И кога ќе дојдете во една таква ситуација, а претходно 33 или 34 години сте создавале одредени наративи дека сме многу битни, многу важни, сите кубат коси околу нас, па нешто не притискат, па нешто не принудуват и така натаму. И така натаму, одеднаш никој не шиша, никој ништо не бара, никој ништо не праша, никој ништо не притиска, оставени сами на себе и така оставени сами на себе, ние имаме многу добри, многу сериозни, да не речам одлични шанси да направиме едно спектакуларно промашување. Промашување во стратешките правци на Република Македонија. Бидејќи последна политичка анализа, имавме 8 емисии или 9 емисии од почетокот нова 2025-2026 YouTube сезона на емисијата во Центар, како што сега стојат работите, единствено интервјуто со Лумин Фрчковски ќе заврши со 82-83 прегледи. Сите останати, дали сега или за неколку месеци ќе поминат таа граница од 100.000 прегледи, тоа покажува дека и ке вонредните политички анализи, кои ќе имате во името или во насловот на емисијата СДСМ, Зоран Заев или Венко Филипче, како и што овие редовни интервјуи кои ги правиме во недела во 22 часот, веднаш гледаноста се намалува за 15, 20, па дури до 30%. Што ќе рече дека третманот или интересот за СДСМ во македонската јавност перманентно се намалува, иако пред 1,5 година или една година секојаш кога ќе кажавте или споменавте СДСМ во насловот или Зоран Заев во насловот, Венко Филипче тогаш не беше лидер на партијата, Димитар Ковачевски или Миле Зечевиќ, бројките беа 50-15% поголеми од просекот на гледаност на емисиите или на вонредните политички анализи. Сега обратна ситуацијата, има драматично намалување на интересот за СДСМ или тоа што се случува во македонската опозиција. Тие причини е многу малку или многу помалку во споредба со ВМРО ДПМН или со Христијан Мицкоски снимаме вонредни анализи кои се посветени на СДСМ. Прво, никој не дебатира за опозицијата во било која нормална демократска држава, и под број 2, и да сака човек да дебатира, тога се бројките многу помали. Ја следим оваа дебата, во наводници дебата помеѓу СДСМ и Бранко Геровски. Никогаш не сум бил никој посебен фан на Бранко Геровски, меѓутоа тоа што им го прави сега на СДСМ, вода им пие од тањирот, ги носи до точка на пукање таква некултура и таков, како да го наречам, еден селјачки речник на изразување од страна на партијата која се нарекува државотворна партија, па молчење на ЗНМ или Сдруженијето на новинарите на Република Македонија. Гледате, тие се активират само ако Сашка Цветковска или некој од овие бардови во наводници на македонското новинарство се загрозени, тога се активира на далинско или со стиснување на црвеното копче ЗНМ и Младен Чедиковски. И тоа што им го прави Бранко Геровски, гледате, тоа покажува дека СДСМ во моментот не е водена од Венко Филипче.
туку Винко Филипович е пратен 10-15 дена на скиење и контролата или деленчинското во своји раце ја зима Зоран Заев и српската екипа околу Зоран Заев. И ние се враќаме тамо некаде пред 5 години, кога Зоран Заев го најави крајот на својата премиерска и лидерска кариера во СДСМ, во битка во наводници со еден педер и еден исфрустриран новинар. Со тој исфрустриран новинар и сега се пресметува СДСМ под контрола на Зоран Заев. Суштината на нашата вечерашна политичка анализа е Скопје на дланка. Нели не постоеше Скопје на дланка? Нели јас кажав одредени невистини? Нели градоначалникот сегашен на општина Карпош во интервјуто за Сител телевизија велеше дека тоа се измислици на одредени некапацитетни новинари, одредени новинари шарлатани и така натаму и така натаму. Еве го сега Сотир Лукровски е сведен на улогата нарене ги кучињата и не ги чепкај копчињата, го пушта да се среќава со сите, на крај ќе отвори некакви оперски вечери во Република Македонија, меѓутоа нема да се работи работата за која е избран од граѓаните на општина Карпош, значи пуштане тамо во слободен пат да прави што сака, освен Скопје на дланка. Скопје на дланка го води очигледно некој друг целиот тој проект. Првиот човек Скопје на дланка кој треба да иде македонска верзија на Скопје на вода, односно Белград на вода, беше минатата недела тука во Република Македонија, се фотографираше во елитни скопски кафани и испратија порака дека се работи на тој проект. Кафетинот формираше градежна фирма, така што се е подготвено да почне операцијата реализација на проектот Скопје на дланка. На почетокот бе од вас да презентираме одредена идеја или одредена најава, емисија која би требало да се реализира некаде крајот на јануари. Еден или два дена после последното интервју со Јордан Ристовски, кој не сака да го нарекуваат Јоцо Ливада и веројатно со право не сака така да го нарекуваат, се јави Лјупчо Ѓоргиевски, кој беше споменат во тој интервју со Јордан Ристовски и побара телевизиски дуел во рамки на емисијата во Центар на Лјупчо Ѓоргиевски и Јордан Ристовски со еден услов, претходно Јордан Ристовски, еден ден, значи пред дебатата, дуплати како што вети 5000 евра, тие пари Лјупчо Ѓоргиевски ќе ги донира на одредени невладини организации, некакви организации за згрижување на деца без родители, тоа е негова право и негова одлука. Јордан Ристовски прифати да плати 5000 евра за да има дебата со Лјупчо Ѓоргиевски. Ќе видиме дали на крајот двајцата ќе го испочитуваат договорот, бидејќи Лјупчо Ѓоргиевски се јави, Јордан Ристовски прифати претходно, значи 2 дена пред јавувањето на Лјупчо Ѓоргиевски, тоа самиот го побара во емисијата во Центар или интервјуто во емисијата во Центар, така што се создадени сите претпоставки да имаме една одлична ТВ дебата или ТВ дуел, каде што веројатно ќе се кажат многу работи, многу валкани работи, така натаму и така натаму, така што ако не сте погледнале последната емисија или последното интервју со Јордан Ристовски, благовремено погледнете го да бидете информирани за што всушност ќе дебатират Ристовски и Лјупчо Ѓоргиевски. Да се вратиме на темата на вечерашната анализа, а тоа е Скопје на дланка или Скопје на вода. Проект кој треба да биде реализиран тамо некаде на устието или влевот или тамо кај што се влева Лепенец во реката Вардар, тоа е во општина Карпош, и тоа на изборите, локалните избори во општина Карпош им даваше една сериозна димензија, каде што структурата која се дефинираме или ја нареком кафетин коалиција, се судри со поранешниот градоначалник Стефче Јакимовски. За Стефче Јакимовски имаше застанато една исто така сериозна бизнис структура. Сега таа сериозна бизнис структура се обидува да фати приклучок до овој проект Скопје на вода, така што ќе биде интересно. Во основа, создадени сите претпоставки. Некаде пред 2 или пред 3 недели, не знам дали е мембарс на емисијата во Центар Ристо Пенов, поранешниот градоначалник на градот Скопје, лидер на ЛДП, партијата која беше втора, трета партија, нели, во девиот кампус во Република или центар левиот кампус во Република Македонија, стабилен коалиционен партнер на СДСМ, сега покажа одредени знаци кога во 2 изборни циклуси и на изборите 2021 година со Бени Шакири, со екипата околу Бени Шакири, всушност го отворија процесот на градоначалнички пораз на Петри Шелегов, сега влегува во одредена битка на локалните избори, бе заедно со Стефче Јакимовски, а како што мене ми се чини, од зад грб си кокетирале со кафетин коалицијата. Во еден скопски угостителски објект во центарот на градот, пиевме кафе, се сретнавме со Ристо Пенов и целата дебата која траше 2 или 3 часа, ќе сведам на 2 или на 3 пораки, ако Ристо Пенов не е мембар, веројатно ќе му пренесат зашто дебатиравме.
Поентата на Ристо Пенов е дека 100.000 евра бил метадонот, кој е фатен од кафетинот на унгарската граница. Значи, веќе не дебатираме дали е фатен метадон. Веќе не дебатираме дали е тоа криминално или некриминално, злосторничко во наводници здружување. Веќе не дебатираме дали 5 луѓе од кафетинот се суспендирани, па викната финансиска полиција и така натаму и така натаму. Туку дебатираме или се обидуваат да го минимизираат целиот случај, па што се 100.000 евра? Па во целото тоа множество на пари, милиони, милиарди со Скопје на дланка или Скопје на вода, минорна е сумата од 100.000 евра. Тоа е под број 1. Под број 2. Гледате, Ристо Пенов со таква кариера за себе, 2 мандати градоначалник на Скопје, па поразен за 3 мандат од Трифон Костовски, министар во влада на Димитар Ковачевски, долгогодишен лидер на ЛДП, наследник на Перо Гошев, дел на екипата на Перо Гошев во Сојузот на комунисти на Македонија, тамо некаде на тој меѓупростор од распадот на комунизмот до плурализмот во Република Македонија. Сега се ми се чини како дел на Кристофер Хил екипата. Значи, Кристофер Хил, каде што Филип Рикер е задолжен за односите со јавност, подосна Ангела Агилерка и Филип Рикер беше задолжена за односи со јавност во рамки на Калето или во рамки на Американската амбасада. Значи, една иста Кристофер Хил, Филип Рикер екипа која е присутна и која во еден најголем дел ги има направено сите промашувања на Американската амбасада тука во Република Македонија, сега се вклучува дали директно, дали индиректно во проектот Скопје на вода. Ако дојди проектот Скопје на вода или Скопје на дланка да мора да помине ни собраниска процедура во главниот град на Република Македонија, не само во општина Карпош, тогаш претпоставувате дека искуството на Ристо Пенов ќе биде неодминливо во реализацијата на целиот тој проект. Гледате како одредени структури на длабоката држава во Република Македонија, правилно распоредени во сите поголеми или помали политички партии во Република Македонија, сега ќе бидат впрегнати, бидејќи намирисуваат големи пари, намирисуваат големи профити. Ако неколку милиарди долари тежи проектот Белград на вода, еве 10 пати помалку да биде проектот Скопје на дланка, значи 200, 300, 400 милиони евра, и одеднаш кукавичкото јајце или Потемкиновото село, кое всушност постои, ама вие не можете да го видите, ќе биде реализирано пред ваши очи. Каде? Во општина Карпош, каде што Кафетин коалицијата истури милиони и милиони евра само да победи на изборите. Знаете, кога вие ќе истурите милиони и милиони евра, тогаш што може да го правите поред две причини. Политички престиж, да покажете, например, Мицковски дека е посилен од Никола Груевски, па еве ако ВМРО ДПМН во мандат на Никола Груевски не успел никош да победи во општина Карпош, што го прави во мандат на Христијан Мицковски, тоа е под број 1 и под број 2. Многу пари инвестирате за да заработите уште повеќе пари. Значи, фрлате мало рибче да фатите големо крапче. Еве го, инвеститорот Белград на вода, можниот или потенцијален инвеститор Скопје на дланка во една скопска кафана, не е ниту Лозница, не е ниту Воденица, не е ниту Уранија, италијански ресторан, како се вели на падините на Водно, Мохамед Алабар, оснивач на Emir Properties Illegal Skills од во една скопска кафана. Човекот кој тежи неколку милиарди долари, официјално неколку милиарди долари, кој инвестира ширум Балканскиот полуостров, зад кој се крева голема прашина, присутен во Белград, треба да биде присутен во Црна Гора, улци на вода или некој сличен проект, требаше да биде присутен и во соседна Република Албанија и како што сега стојат работите, ќе биде присутен тука во Република Македонија. Првиот човек на таа Кафетин коалиција веќе има формирано градежна компанија, што ќе рече активно ќе се вклучи во градежниот процес поврзан со Скопје на вода или Скопје на дланка. Зошто се прават градежни компании? Бидејќи во наводници преку градежни компании најлесно се вадат пари на црно. Или најлесно се перат парите. Ако сакате тие пари подосна, можете ги користите за одредено компрометирање на политички процеси, финансирање на вода или Скопје на дланка. Зошто се прават градежни компании? Бидејќи во наводници преку градежни компании најлесно се вадат пари на црно. Или најлесно се перат парите. Ако сакате тие пари подосна, можете ги користите за одредено компрометирање на политички процеси, финансирање на политички партии,
финансирање на политички процеси, можно трошење пари во разни казина, на разни рулети и така натаму. И така натаму, не велам дека тоа ќе го прават овој кафетин, меѓутоа, кога формирате градежна фирма, една од описот на можности на тие градежни фирми е да дојдете брзо до кеш пари. Кога ќе дојдете брзо до кеш пари, подоста нели е прашање на имагинација како ќе користите тие пари. Што ќе рече дека сега тој кафетин блок излегува од зоната на делување или зоната на влијание и почнува да го шири својот бизнис. Каде ќе го шири? Во делот на градежништвото, значи во најкрупниот проект кој треба да биде реализиран тука во Република Македонија. Подосна исплива одредени фотографии, одредени снимки, советници на премиерот Христијан Мицкоски, како сооснивачот на оваа компанија која треба да го реализира проектот Скопје над Ланка, видени се како шетат по скопските улици. Братот на еден од снимените беше најавуван како голем шеф на идната обедината агенција за разузнавање во Република Македонија, нели беше најавено спојување на АНБ или Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање, излекување на ингеренциите на председателот на државата Гордана Селјановска врз работењето на Агенцијата за разузнавање, и еден од овие припадници на таа кафетин коалиција и вработен во таа кафетин коалиција, брат на еден од овие кои беа снимени со првиот човек на таа арапска компанија која треба да го реализира овој проект по скопските улици. Што ќе рече дека цоклето е поставено. Све е наредено како што треба, само некој треба да пукни со пиштолот и да даде знак дека почнува трката, кој ќе фати подобри позиции во структурите на власта да биде реализиран тој проект Скопје над Ланка. Тоа ќе биде, знаете ли што ќе биде? Тоа ќе бидат милиони и милиони кои ќе ги излечат од Република Македонија. Вас ќе ве користат како одредени топчиња во билјарот, со помош на тие топчиња да може да испровоцират одредени политички разврски, да испровоцират одредени политички профити и така натаму и така натаму. И кога вие гласавте во општина Карпош, вие всушност гласате, тие кои сте мембари на мисијата во центарот од општина Карпош, вие всушност гласавте кафетин коалицијата, ако тежи 100 милиони евра, сега тежи 150 или тежи 200 милиони евра. Што ќе рече дека тука не станува збор за мало количество на пари, станува збор за големо количество на пари. Ќе бидат купени медиуми, ќе бидат поклопени политички партии, ќе бидат поклопени советници или политичари како индивидуални лица. Се ќе биде направено и ќе се влезе во процес на реализација на еден проект Скопје над Ланка. Проблемот на тој проект е дали ќе има вода, доволно вода низ Вардар или ќе има доволно вода низ Лепенец, бидејќи тоа ќе биде местото или локација каде што ќе биде реализиран тој проект. Влезот на Лепенец или тамо каде што се влева Лепенец во Вардар, во правец на хотел Александар Палас, од едната или од другата страна, тука треба да биде локација каде што биде реализиран проектот Скопје над Ланка. Сума сумарум, на овие локални избори всушност се водеше пресметка на неколку крака на македонската олигархија, победи кафетин кракот на македонската олигархија и сега кафетин кракот на македонската олигархија ќе треба да донесе одлука. Дали колачот или профитот од целиот проект ќе го дели само со своите политичари, кои тој ги има инаугурирано и ги има донесено на чело на политичките партии или на чело на македонската влада, или ќе процени дека моментумот не е да се биде исклучив, туку ќе се обиде да подаде рака кон некои други структури на таа олигархија во Република Македонија. Мене ми се чини дека олигархијата ќе биде помалку застапена, повеќе ќе биде оваа коалиција Венко Филипче Зоран Заев во структурите на СДС, бидејќи сепак првичните преговори за некаков проект Скопје на вода ги почнува Зоран Заев со посредство на Александар Вучич и на Еди Рама, подоцна се приклучува црногорската политичка елита. Во меѓувреме Зоран Заев заминува од политичката сцена или од врвните позиции на политичката сцена, меѓутоа остануваат неговите релации и со Александар Вучич и со оваа структура која треба од арапските држави или со арапски петропари да го реализира, или со одредени балкански пари кои се вртат преку арапските држави да реализираат одредени проекти тука во Република Македонија, па нема само ние да градиме згради во Дубај и од Дубај и од други држави ќе дојде да инвестира тука во Република Македонија, како па со помош на македонските политичари кои тие кафетин структури ги инсталира на политичката сцена. Јас ги провоцирав дека ќе се откажат, дека ако тоа го изнесиме во јавноста, дека ќе бидат испровоцирани, ќе предизвикаме одреден страф и така натаму, дека ќе се откажат од реализација на тој проект, бидејќи ако се фатени во живи, или се фатени со раците во медот, или со најава дека ќе има трачења во медот,
дека ќе кренат рачна, дека ќе се повлече, дека нема да го реализират тој проект, меѓутоа кај нив нема ни страв, се чувствуваат многу безбедни, се чувствуваат многу силни, дека можат да реализират проекти, бидејќи може да ја контролират јавноста, да не речам да ја купат јавноста, да ја купат медиумите кои така се на шкрги едва можат да функционират, или да ги заплашат медиумите ако треба, одредена клевета, одредена навреда, одредена инспекција, финансиска контрола и така натаму, и така натаму. Под број 2, политичките субјекти кои ќе бидат дел на тој проект, директно или индиректно, во основа никој нема јавно да биде промовиран, ќе се сликат, ќе сечат ленти, меѓутоа никој нема да знае каква е нивната капитална поврзаност, меѓутоа мора да ги имаат под контрола двете или трите најсилни политички партии во Република Македонија. СДСМ најави конгрес 24 јануари. Претходната седница на Централниот одбор беше помината на изиглени уши, иако има одредени обвинувања дека од 130 делегати или членови на Централниот одбор биле присутни 62, не сум ја проверил таа информација, нешто слично ќе биде на Конгресот. Венко Филипче е пратен на скијање. Тоа значи дека ова структура Зоран Заев и децата на Башановиќ ја земат контролата во функционирањето на партијата и Зоран Заев ќе се обиди малку со пари, малку со кривични пријави со помош на неговиот струмички побратим Христијан Мицковски, малку со заплашување или страв кај тие кои сакаат да го видат Зоран Заев заминат од СДСМ и од Бихачка и од политичката сцена, да исконтролира целата ситуација, да нема излегување надвор од контрола или да успее да ја репризира ситуацијата од 2014 година после еден тежок пораз на СДСМ, на тие избори, па бојкот на парламентот и така натаму и така натаму. Структурите на Бранко Црненковски сакаат да преземат контролата во СДСМ, но тогаш моментумот беше на страна на Зоран Заев. Исто како што моментумот не беше на страна на Бранко Црненковски 2013 година. Сега се репризира после 12 години ситуацијата, меѓутоа сега на штета на Зоран Заев. Сега Зоран Заев 2025 година и неговите играчи на цело на СДСМ се во ролјата на Бранко Црненковски 2013 година. Еден по еден, луѓето на Зоран Заев го напуштаат бродот. Може Зоран Заев да има пари, може Зоран Заев да има добри релации со судството, со обвинителството и преку Христијан Мицковски со одредени безбедносни структури во Република Македонија. Може Зоран Заев, не знам, само велам ова во некоја предпоставена форма. Може да има и влијање на изборните процеси во СДСМ со одредени картички и така натаму и така натаму, но Зоран Заев веќе нема играчи на терен кои може да му спроведат одредена операција. Кога вие немате играчи, кога самите играчи кои би биле дел на шпилот околу вас, еден по еден си поднесот оставка, во меѓувреме вие сте ги фрлиле под вагон, под автобус, под камион и така натаму еден голем дел од тие играчи, така што вие останувате без шпил во рацете, имате идеја, имате средства, имате пари, нема кој тоа да ви го реализира на терен. Во ВМРО-ДПМН е малку поинаква ситуацијата. Партијата има апсолутна власт, гувернер, председател, собрание, извршна власт, без малку апсолутна локална власт во Република Македонија. Мицковски не направи реконструкција на влада, што ќе рече дека е или исклучително слаб да може да направи реконструкција на влада, или има структура во ВМРО-ДПМН под контрола на Груевски, под контрола на Мјалков, под контрола на одредени подпредседатели во партијата, кој може да му се спротистави на Христијан Мицковски, или тој смета дека можеби прво треба да направи промени во врвот на партијата, а подоцна евентуално да влезе во процес на промени на министри во владата. Ја не мислам дека Мицковски е толку силен како што се прикажува, не е ни толку слаб како што овие аналитичари блиски на СДСМ го прикажуваат, меѓутоа во моментот се ми се чини дека сака да ја бетонира својата позиција не во моментот во ВМРО-ДПМН, туку предпоставено по завршување на неговиот трет и последен мандат од некаде 2028-2029 година. Мицковски би бил најсреќен сега да може да се кандидира за председател на државата и на чело на ВМРО-ДПМН да стави негов близок, лојален соработник кој може да го контролира или да го репрезира моделот на Александар Вучич во Србија или на Мило Џукановиќ во Црна Гора. Како што сега стојат работите, ова се сепак непотврдени информации кои ферментираат, одредени информации доаѓаат до мене, тоа се релевантни информации од високи структури во власта, од високи структури или блиски структури во врвот на ВМРО-ДПМН, дека Мицковски размислува да ги смени
актуелните подпредседатели, дали партијата ќе има нови подпредседатели или нема да има нови подпредседатели, тоа знаете во искуството или во меморијата на ВМРО-ДПМН имало една и друга ситуација. Например, во мандат на Никола Груевски, само во почетниот период кога Трајко Славевски е подпредседател на партијата има подпредседател. Во останатиот дел од мандатот Никола Груевски, ВМРО-ДПМН функционираше без подпредседатели. Христијан Мицкоски на двата конгреси на кој е избран или реизбран за лидер на ВМРО-ДПМН, најави и избра подпредседатели на партијата. Сега дел од овие подпредседатели на партијата се гледат како потенцијални наследници на Христијан Мицкоски на цело на ВМРО-ДПМН. Бидејќи во наредните 3 нешто години ќе се отвори една натрепартиска лидерска трка кој да биде наследникот на Мицкоски, како секој лидер, бидејќи ВМРО-ДПМН е форматирана како лидерска партија. Статутот е така направен од време на Лјупчо Георгиевски, петониран од време на Никола Груевски, лидерот на партијата да може да го распушти извршниот одбор, да може да менува, да разреши, да прави така натаму и така натаму. Значи Мицкоски би сакал да се повлече на функција председател на државата, комотна таа позиција. Не мора да работи, не мора да прави, ќе има некоја контрола на безбедносни структури, уставот би бил прилагоден на таа некоја функција, но да има под контрола свој наследник на чело на ВМРО-ДПМН. Кој би можел да речеме да биде некој наследник со кој би се согласил Христијан Мицкоски? Не велам дека тој ќе биде Драган Ковачки, но нешто слично на Драган Ковачки. Не многу прифатен за меѓународна заедница, не многу силна пенетрација или логистика во партиските структури, зависен од Мицкоски, овој го става, го инсталира и секогаш може да го смени. Значи Александар Вучич, која ќе му биде потребно ќе биде председател на државата, која ќе му биде потребно ќе биде премиер, лидер на партија. Сега Александар Вучич, Мицкоски не е ни 5 ни 10% од тоа рамништа на Александар Вучич, но како велат, никој не може да ви земе желбата, вие се кандидирате на овие шоуа, кариоке шоуа. Никош не е касно да запеете, тоа не значи дека знаете добро да пеете, туку само дека имате желба да учествувате во на такво шоу. Така што во двете партии, главни партии, кои треба да бидат партиска логистика или носач на авиони за реализација на овој проект Скопје на Дланка, Зоран Заев ќе се бори да го задржи, да покаже дека е посилен, знаете, да покаже дека е посилен, дека без разлика над неколку тешки порази на СДСМ, сепак и Мицкоски, целата екипа околу Мицкоски, па дури меѓународна заедница, ќе треба да сметат на Зоран Заев, дека тој не е пасе, дека тој не е пуштен низ вода, туку тој и Вице Заев се уште контролираат СДСМ. Од друга страна, ВМРО-ДПМН, ВМРО-ДПМН со апсолутна власт. Сега ќе се движи кон некаков процес, дали ќе има предвремени избори, дали ќе има некој председателски избори, да покаже дека Гордана Селјановска не е капацитетна да ја спроведу или да води функцијата. Бидејќи секогаш кога Гордана Селјановска ќе се обиди да солира, тоа се заканите кои ги испраќаат индиректно преку посредници, закани, заплашување, дека ако не спроведува одредена политика, лесно може да се најди нејзина замена. Желба на Мицкоски преку председателската функција да ја продолжи својата кариера и потребата на чело на ВМРО-ДПМН да има контролиран председател. Ако се обезбедат сите овие процеси, а со помош на Кафетин коалицијата и на овие арапски пари, во наводници арапски пари во Скопје на Дланка, тоа може многу полесно да биде направено. И како велат бугарите, ако не може за пари, тогаш може за многу пари. Ова беше нашата последна анализа за 2025 година. Значи да сумираме. Прво, очигледно не се откажани од проектот Скопје на Дланка. Ке го реализират, ги прават последните подготовки и само прашање на време и прашање на техника, дали преку општина Карапош, дали преку градот Скопје, инсталирани се играчите, распоредени се улогите како во одредено сценарио или поделбан улоги за снимање на одреден филм на Netflix или холивудски бестселер, така што се е подготвено. Двете политички партии поминат низ одредени премрежи, едните со тежок пораз, едните со одредена пирова победа. Ке видиме како овие големи играчи од зад сцената, дел на другата олигархија, Никола Груевски, Бранко Цренковски, Сашо Мјалков, дел на албанскиот фактор во Република Македонија, ќе бидат задоволени или ќе се задоволат со одредени минорни, споредни или никакви улоги при распределбата на тие улоги. Македонија ќе влезе во еден доста турбулентен период, политички, безбедносно, финансиски. Ако не бидеме принудувани, тогаш ќе бидеме оставени сами да се движиме низ тоа мочуриште. Знаете, кога ќе се движите низ тоа мочуриште, па малце магла, па малку лоши временски услови, лесно може да залутате. Ако влеземе во процес на притискање, дали
индиректно финансиска криза, безбедносна криза, политичка криза или директно одредени уставни измени во Република Македонија, тогаш во една точка, знаете, кај доаѓаат сите заблуди на македонската политичка сцена, транзиција и така натаму, кога вие мора да решите проблем, а претходно не сте подготвиле македонската јавност дека ќе го решавате тој проблем. Иако таа македонска јавност знае дека мора да бидат направени уставни измени, таа македонска јавност не е подготвена да бидат направени тие уставни, знаете, тоа е огромно растојание. Тамо треба да бидат изградени такви мостови со километри должина за да може да бидат покриени тие две точки кои во моментот изгледат апсолутно непоклопливи точки. Или да го парafrazira Лазар Колишевски што кажуваше на времето. Ако вие подготвите јавноста, тогаш тоа може да биде сведено на водење љубов. Ако не ја подготвите јавноста тоа ќе го доживе како одредено силување. Со водење љубов можете да уживате, можете и во брак да завршите, со силување можете да завршите во затвор. Изборот е на политички структури во Република Македонија. Или ќе знаат да ја подготват јавноста, или ќе ја силуват јавноста. Трето нема, бидејќи ние во овие 34 години не покажавме капацитетност и умешност да спроведиме процеси без сериозни турбуленции и без сериозни расколи во македонското јадро, во македонското ткиво. Ова беше нашата последна анализа за 2025 година. Ново дружење, 5 јануари, кога ќе се честитаме нова година. До тогаш пријатна вечер Македонија, каде да си.